како Македонско православно друштво представува посебна чест да сме тука, затоа што првиот број што беше изработен за потребите на македонската територијална хералдика е именно за грбот на општина Радовиш, така што за нас ова веќе, да кажем така, е традиционално да дебелуваме со Радовиш. Посебна благодарност сакам да дадам на градоначалникот на општина Радовиш, господин Таца Ристо, како и на директорот на културниот дом Никола Миовски. Овде една прекрасна атмосфера, добра публика, заинтересирана публика. Денеска обележуваме значаен датум за хералдиката, тоа е меѓународниот ден на хералдиката. По тој повод обраќање ќе има и председателот на Македонското хералдичко друштво, доктор Јован Јовановски, а секако ќе има и обраќање и читуваниот Ставе Чиков, кој што беше иницијатор на ова наше дружење. Јас не би должел многу, би го поканал сега началникот да каже два по денешниот настав. Добро вечер на сите. Јас прв пат сум да зборувам. Тоа е необично за мене, затоа што искрено да ви кажам, ништо не знам за хералдика. И очекувам ова вечер овие луѓе кои што се дојдени овде прекрасни да ни објаснат, да не поведат и да ни раскажат тоа што значи хералдика и тоа што значат овие грбови. Меѓутоа, информациите што ги добив се работи за една многу интересна дисциплина, може да кажем и научна, и уметничка, која што е за прв пат во Македонија. Ние Радовишани имаме посебна чест да почне ова една ваква изложба од Радовиш и мислам дека ова изложба ќе прерасне во нешто што ќе го видат многу луѓе, не само во Републиката, него и надвор од тоа, а Радовиш како иницијатор, како еден зачеток на оваа работа ќе остане запишен во аналите на професијата. Така да, од мене толку, сега очекуваме тие што знаат, тие што умеат да ни објаснат и да ни кажат зашто сме овде собрани. Благодарам. Благодаря за топлите зборови. Јас го поканам почнува Ставе Чиков да се образи. Добро вечер на сите. Денес е светски ден на хералдика. Посебно би ги поздравил радовишани, да сте живи и здрави и да се дружиме во вакви прилики. Поздрав до градоначалникот кој зема збор. Исто така поздрав уште еден градоначалник од општина Ново село. Драго ми е што сме во вакво друштво. Идејата ми беше заедно со доктор Јован Јовановски да ја нашетаме Македонија и нешто повеќе од Македонија, за да ја подкренеме културната свест на македонскиот народ. Секој народ, секој човек, оние што си ја знаат историјата и потеклото, има, како што почитуваниот кој ја пееше химната, имаат химна, грб и знаме. Кај нас, ние мора да ја поведиме таа култура и на грбот, личен, приватен, по институции и едноставно Македонија, бидејќи јас сум бил и во Австралија, Канада, Америка, Германија, Европа сум ја прошетал, Италија и така натака, сите народи имаат свој грб, но не да забораваме, и македонскиот народ има свој грб, негде до 13 век. Меѓутоа, во моите раце имам две книги. Едната книга е Грбовите на Македонија од покојниот академик Александар Матковски, кој ми беше личен пријател и 1990 година јас со него другарував, учев, проучував и истражував. Така да во таа приказна и во тоа време и невреме за независна Македонија, посебно ми беше драго што се дружев и со доктор Јован Јовановски, кој е учен хералдичар и кој е признат по светот. За книгата и за историјата на покојниот Матковски не би зборувал,
овој прекрасен објект на љубовта на музејот и уметноста. Сметам дека мора да знаеме дека живееме во една православна Македонија, библиска, која тежи со историја и приказ на историски настани кои не смеат да се заборават. Па во таа прилика размислов заедно со доктор Јован Јоновски да направиме изложба и во името на хералдика. Секој збор, секоја средба што ја имаме сега во минатото и во иднината, ќе значи дека македонскиот народ има своја иднина. Бидејќи кога би прошетал низ Западна Европа, а сум прошетал доста земји, да не зборам како што спомнав по континентиве, нема место каде што нема грб. Од улица, зграда и така натака. Сметам дека драго ми е што Радовиш почна првиот грб да се појави во Македонија со добра волја на вас радовишани. И во оваа прилика сакам да ви заблагодарам што вечерва се дружиме заедно и го поканувам доктор Јован Јоновски да ни дообјасни нешто од хералдиката. Добро вечер и од мене. Денеска е 10 јуни, светскиот ден на хералдиката. Што се случило на денешен ден да го обележуваме овој ден како значај? Значи, на денешен ден, 1128 година, се случи една велика. Во Руен, сегашна Франција, каде што англискиот крал Хенри I ја вери својата керка Матилда за младиот 15 годишен војвода од Анжуи, Геофил Плантагенет, и на свадбената повелба, во која што наидниот свој зет му дава различни титули, земја и останато, дадени и грб. Значи, тоа ние го сметаме како прв официјално регистриран грб, значи документи по историјата, и затоа веќе во последните години, секаде во светот, тој ден го обележуваме како, го признаваме, го одбележуваме како светски ден на хералдиката. Така, малце за изложбава што имаме. Првичната идеја беше со Ставле Джиков, промоторот, но идејата многу брзо беше фатена, да речам, од Никола Миовски, за кој што пред 11 години во друго стројство го правевме грбот на општината и сега од таа иницијатива се роди токму оваа изложба. Изложбава се состои од два дела. Во првиот дел ни се наоѓаат грбови на Македонија во европските грбовници, почнувајќи од 14-тиот до 18-тиот век. Тука не се представени сите, има многу повеќе. Изложбата е еден избор на тие грбови, нешто што е повеќе. Тука се грбовите и на Македонија, припишаниот грб на Александар Македонски, грбот на кралот на Македонија, на принцот Македон од Ематија и така, видени во очите на европската култура. Почнувајќи од раниот 13 век и понатаму ние се одлучивме поради нели просторниот дел тука на изложбата во првиот дел. Вториот дел пак почнува од 21 век, каде што ни е представена современа македонска хералдика. Први ни е представена хералдиката општинска, има многу повеќе, имаме ние тука представено само 6 грбови. Првиот јасно ни е, односно седмо, првиот ни е грбот на Радовиш, има и последни грбови, но грбови кои што се хералдички, кои што ние имаме изработено, почнува од грбот на Радовиш, потоа имаме институционална хералдика, организациона, каде што и грбот на председател, грбот на МПЦ, на различни издруженија и на клубови, и потоа остатокот се прикажени само неколку примероци од лични грбови. И она што ни е исто така битно тука на самиот крај, ќе видиме после, се предлози за хералдизација на грбови од општините по Македонија. Јас не ги доучам повеќе, го повикам повторно мојот колега, кој ќе ни каже малце
иницијатива на општина Радовиш бевме повикани како стручно дружение да помогнеме во изработката на нов општински грб. Тогаш од наша страна идејата секако беше прифатена. Ние тогаш веќе имавме подготвено еден правилник за македонска територијална хералдика и сосема логично Радовиш идеално се вклучуваше во целата таа приказка. Тогаш на 2013 година на првата средба со тогашното руководство на општината се најдовме во една ситуација што треба да се најде, како треба да се дизајнира новиот грб. Решивме две. Прво дека на грбот секако треба да се појави нешто што и претходно го имало. И тоа беше избора тогаш падна на тутуновиот лист, нема потреба да ви објаснувам зошто. Од тука тргнавме понатаму што би било соодветно за општината. Решение најдовме на малку невообичаено место, а именно разгледувајќи старата црква во Радовиш, во надворешниот зид на олтарниот дел на црквата најдовме представа на крст. Таков крст ние до тогаш немавме, односно дизајн, таков дизајн на крст до тогаш немавме видено. Брзо решивме дека ќе се заземеме за тој символ и дека ќе провериме дали може би некаде на друго место се среќава таква верзија. Истражувањето покажа дека на ниедно друго место ние не можеме да најдеме крст сличен на овој. Тоа за нас беше ново откритие. Така се роди, да кажем, во хералдиката Радовишкиот крст, кој беше прифатен како основен символ на грбот, и потоа се продолжи кон дефинирање на самиот грб. Освен, значи, крстот на грбот можете да видите еден градобрански беден, значи еден обран околу крстот, што треба да го представува урбаниот живот, значи градското подрачје на општината, односно самиот град Радовиш. Откако беше решен практично малиот грб, се заземавме за изработка на средниот грб. Тука може би соодветно да кажам дека општината има три варијанти на грбот. Првата варијанта е малиот грб, тоа е само штитот. Значи, само делот што содржи обрапот и крстот. Потоа има среден грб, тоа е грбот, малиот грб со круната одозгора, и има голем грб, тоа е веќе средниот грб со тутуновиот венец. Зошто се одлучивме за таа варијанта? Се одлучивме затоа што општината во своето живење, во своето комуницирање со јавноста, во своето живење во историска и во секојдневна смисла, има потреба од символи кои што ќе бидат употребувани од повеќе нејзини, ајде да кажеме, подружници. Па така беше решено дека малиот грб ќе може да биде употребуван од општинските јавни предпријатија, од предпријатијата во општината, што имаат некаков допир со општината. Средниот грб беше решено дека ќе се употребува од страна на Советот на општината, од страна на јавните установи во општината, како што е случајот кога можете на секој плакат да видите дека средниот грб на општината е присутен покрај името на Центарот за култура, и нормално големиот грб беше резервиран за највисока употреба, односно тогаш кога се представува општината конкретно, како и градоначалникот на општината како прв човек на истата. На тој начин се обидовме и мислам дека во голема мера успеавме да дадеме една сеопфатна, широка употреба на грбот. Јас од тука би сакал да ја охрабрам општината по проактивен став да заземе кон оваа употреба. Мислам дека грбот е прекрасен
краси малиот грб сите основни училишта, сите средни училишта во општината, сите други предпријатија општински што се на територијата на општината. Средниот грб мислам дека треба да стои на секоја табла на влезот на градот Радовиш и мислам дека на тој начин ќе имате еден изграден визуелен идентитет, модерно кажано, односно една така хералдичка представа на градот и на општината која што ќе со сигурност буди гордост во секој низин жител. Дополнително тука сакам само да кажам дека покрај грбот беше изработено и општинското знаме. Според системот за територијална хералдика, ние се решивме дека грбовите на општините и во конкретниот случај на Радовиш нема да се аплицираат на знамето цел, односно дека знамето ќе биде дизајнирано врз основа на грбот на општината, меѓутоа нема да биде идентичен со истиот. Во случајот општинското знаме е во соодност, барем би требало да биде во соодност 2:3 и да представува во својот јармински дел темно црвено поле, а во својот слободен дел бело поле поделено со градопранска линија, на белото поле аплициран Радовишкиот крст. Се надевам дека јас не сум бил во Радовиш многу години, меѓутоа се надевам дека секој празник општински државен покрај знамето на државата секако се вее и општинското знаме. Покрај знамето за потребите на општината беше разработено и едно специфично процесиско знаме, хоругва, која што се наоѓа зад знамето на Македонија и на Радовиш таму. Ова е специјален вид знаме кој се користи кога има некаква процесија по повод некаков настан кој треба да дојде напред од поборката и на него веќе е представен, може да видите, е представен грбот на општината. Уште едно нешто конкретно за грбот и за знамињата. По правилникот беше разработено и знаме штандард награда началникот, кое што е негово положено знаме, значи знаме на неговата функција, и тоа знаме представува хералдички стек, што би рекло има соодност на страните 1:1 и на него е представена идентичната идентичната содржина од малиот грб на општината. Не би должел многу повеќе од ова, доколку некој има било какви прашања, како за првиот дел од изложбата за грбовите на Македонија, така и за вториот дел од изложбата. Ние сме тука да одговориме на нив. Сакам уште еднаш да се заблагодарам за оваа можност. Ова е за нас голем настан. Ние секоја година организираме предавање најчесто по повод на Меѓународниот ден на хералдиката. Оваа година имавме одлична идеја, за која што сме многу благодарни, одлична реализација се надевам. Би сакал само да кажам дека изложбата од тука ќе биде представена во дворот на Домот на културата во Радовиш и ќе биде отворена до петок, заклучно со петок. Така што се надевам дека голем дел од вашите сограѓани ќе имаат можност да ја видат. Уште еднаш благодарам од мое име, од име на Македонското грбословно друштво и до некоја следна седмица. Уживајте.
put srećam takvo ime za Dom kulture i muzej i galerija. Pred vas je gradski odmešan Horbertinija od Jubilja, bez малко 30 на години работиме. Ова е хор составен од аматери, пејачи кои се заљубени во хорската уметност, не ме остават на мира, да ви кажам, постојано ми барат за пропи. Активност е, фала Богу, кај нас во Македонија сме доста активни, но исто така квалитетот на работата и нивната посветеност го имаме и од меѓународните признани и награди. За ова пригода, бидувајќи се те прилагодиме програмата на ваков еден прекрасен настан, символите и знамињата секојаш доказ на творештвото и креативноста на еден народ, така да се обидовме и ние од наш аспект, од музички аспект, да прикажеме неколку наши символи. Затоа што го слушнавте пред малку, беше всушност композиција од првиот македонски композитор, Атанас Вадев. За нас многу значајна композиција. Следно, ќе пребе едно мало инсерче од една голема композиција, за која би кажал после збор 2. И на крај ќе завршиме со композицијата Македонски хорор, Тодор Скаловски. Таа композиција, која најчесто е изведувана на Македонија, најпопуларната македонска композиција, преведена на повеќе меѓународни јазици. Композиција која и на овој год му донесе многу специјални награди за најдобра изведба, за креативна изведба и така натаму. Композиција која сметам дека во ваков амбиент заслужува да биде завршена случај. Ви благодарам на вниманието и се надам дека ќе уживате.
Будинка